До крајот на годината во Виница ќе започне изградбата на социјалната зграда за лицата од ранливите категории. Објектот е влезен во годишната програма на Министерството за транспорт и врски за финансирање на вакви објекти. Според техничката документација, становите ќе бидат со површина од 35 до 45 метри квадратни. Градоначалникот на Виница Ивица Димитров по средбата со министерот за транспорт и врски Горан Сугарески рече дека се обезбедени сите услови за непречена изградба на објектот. Ние како општина аплициравме до Министерството за труд и социјална политика, ќе се градат 39 станови со деловни објекти. Тоа ќе биде веднаш до јавното предпријатие Солидираност Виница. Имаме маркица, имаме обезбедено парцела, деталниот план е таму донесен, така да постапката, како што каже и министер, постапката е во тек. Моментално се избира фирма која што ќе добие тендерот. Се очекува дека до крајот на годината или почетокот на следната година ова стамбена зграда ќе биде изградена и најзагрозените социјални случаи во општина Виница ќе бидат сместени токму во таа зграда. Социјалните станови што ќе можат да се користат по цена од 15 денари за метар квадратен, а во Министерството за транспорт и врски за труд и социјална политика треба да се усогласат критериумите според кои ќе се прави распределбата на становите. Освен во Виница, социјални згради треба да добијат Свети Николе и Пехчево со по 34 стана, Пробиштип со 48 стана, а околу 300 ќе се градат во Скопје. Инаку веќе се завршени новата зграда со 43 социјални станови во Кучани и наскоро ќе биде објавен повик за нивна распределба.